Иако се уште го нема усвоено буџетскиот календар за 2014 година, општина Кочани веќе спроведува дел од зацртаните содржини во него. Објави и јавен повик според кој сите граѓански здруженија, урбаните и месните заедници можат да доставуваат предлози што би можеле да бидат вклучени во финансискиот план за догодина. На тој начин локалната власт се обидува да ја подобри транспарентноста во работењето, посебно при донесувањето на најзначајниот финансиски документ. Писмените предлози можат да се доставуваат до секторот за финансиски прашања до крајот на овој месец, што е во склад со веќе предложениот буџетски календар, што Советот треба да го усвои на седницата в петок. Доставените барања ќе се анализираат и усогласуваат, пошто до 3 ноември ќе следува изготвување на билансите на приходи и расходи, кога и ќе биде познато што се ќе се финансира од буџетот за идната година. Јавниот повик веќе се емитува на локалните медиуми во општината, зашто и досега имало повремена практика, иако воочливо е дека сега се прави многу порано од вообичајниот термин. Причина за тоа веројатно се и неодамнешните резултати од испитувањето на јавното мислење, што ги објави Сдруженијето за еманципација, солидарност и еднаквост на жените во Република Македонија, а го спроведе во нашата и во општината Тетово. Со истражувањето, 97% од испитениците рекле дека не знаат со колкав буџет располага општина Кочани и приближно толку испитаници, односно 95%, никогаш не виделе како изгледа буџетскиот документ во кој е презентиран финансискиот план на општината. Се очекува по усвојувањето на буџетот за догодина, општина Кочани повторно да излезе во јавност и да го презентира, со што целосно ќе ја запази транспарентноста во неговото донесување.